Среда, 4 октомври, кратки вести во 12 часот. Охридски производители, представници на конвивиумот Slow Food Охрид ке учествуваат на вториот национален сајм за храна и пијалоци, вкусија традицијата што во сабота ќе се одржи во градскиот парк во Скопје. На овој ден ќе се слави и биодиверзитетот на храната и традицијата на Македонија, па и органските производители како понов тренд, а ќе има над 300 излагачи, потенцира во изјавата за Супер Радио Николче Николовски, председател на Националниот одбор на Slow Food Македонија. Во рамки на саемот свој сегмент ќе има и Алијансата на готвачи, а свое представување ќе има и охридскиот готвач Димитар Арнаудовски, кој ќе презентира традиционални специјалитети приготвени со производите од малите производители. Охриѓани и стружани периодов наназад уживаат за сите пари во последните летни и првите есенски денови. Сончевото време со температури над 20 степени. Голем дел го искористуваат за продолжено лето и капење во водите на Охридското езеро. Водата е се уште топла и одлична за капење. Никогаш не била почиста и капењето е вистинско уживање, велат за Супер Радио. Утрово ги уловивме како се капат на плажата Горица 3 во Охрид, а вчера кај Струшкото пливалиште. Општина Охрид ќе доделува паричен образовен додаток за студенти кои студираат надвор од Охрид и потекнуваат од семејства со социјален ризик, а се со место на живење во општина Охрид. Образовниот додаток ќе биде во висина од 6000 денари и се доделува еднократно за целата академска 2023-2024 година и истиот е неповратен. Ќе биде овозможен паричен надоместок за максимум 66 студенти. Во случај на еднакви бодови, селекцијата ќе се прави по принципот прв дојден, прв услужен. Документи се доставуваат најдоцна до 22 октомври. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.